Може? Почитувани присутни, драги колеги, драги пријатели, добродојдовте на моето предавање под наслов Гершом Шолем, вовед во еврејскиот мистицизам. Сега целта на овие предавање, што почнав пред еден месец на 3 ноември, првото предавање беше учење како диалог вовед во еврејската теологија, беше да го представам Европскиот институт за еврејски студии па идеја од Стокхолм, Шведска, каде што сум бил една учебна година 2011-2012 година, испратен од Институтот за национална историја по моето докторирање, за да научам повеќе каков е тој, да речеме, секојдневен еврејски начин на живот, при што имавме програмата беше организирана со визитни професори од Еврејскиот универзитет од Ерусалим, Бен-Гурион универзитетот од Бершева од Израел и исто така имаше професори од Хајделберг универзитетот од Република Германија. Значи, овај еден од испитите кои ги имав, кој беше во едногодишната програма кои ги полагав таму, беше и за еврејскиот мистицизам и сега ќе представам кратко, значи мислам дека ова нема да трае повеќе од 30 минути. Почнам, значи прво да го представам во кратки црти научникот Гершом Шолем. Гершом Шолем бил истакнат современ научник за еврејскиот мистицизам. За него филозофот Мартин Бугар еднаш забележал: сите ние имаме ученици или филозофски училишта основано, но само Гершом Шолем создал цела академска дисциплина. Тој објавил над 40 томи, близу 700 статии, од кои речиси сите се наведени во неговата библиографија, објавена во 1977 година. Гершом Шолем обучил најмалку 3 генерации научници за Кабала, за научното проучување на еврејскиот мистицизам, на Кабалата, од кои многумина се уште предаваат во Израел и во диаспората. Гершом Шолем бил исто така дел од избрана група на германско-еврејски интелектуалци од Вајмарскиот период, кои ги отфрлиле асимилаторските либерални животи на своите родители во корист на ционизмот. Гершом Шолем емигрирал во британскиот мандат во Палестина во 1923 година и брзо станал централна фигура на германско-еврејската емигрантска заедница, која доминирала во интелектуалниот пейсаж во британскиот мандат во Палестина од 20-тите години на 20 век, се до Втората светска војна. Гершом Шолем е роден како Герхард Шолем во Берлин, Германија, 1897 година. Семејството Шолем живеело во Берлин од почетокот на 19 век. Неговиот татко Артур бил асимилиран евреин и германски националист, што било доста честа појава помеѓу берлинските евреи од средната класа во тоа време. Артур Шолем имал успешен бизнис како печатар и токму таму синот за прв пат се запознал со книгите од многу млада возраст. Постои приказна дека во 2011 година, кога Гершом Шолем веќе отфрлил политиката на својот татко и отворено го застапувал ционизмот, неговата мајка му купила портрет од Теодор Херцел како божитен подарок. Друга верзија вели дека портретот бил закачен на елката во нивниот дом. Во нивното семејство имало двајца од синовите се побуниле против однесувањето и политиката едноставно на нивниот татко. Постариот брат на Герхард Гершом, постариот брат Вернер, станал комунист и политичар, а Гершом станал ционист. Немајќи никакво еврејско образование пред неговиот пресврт, како адолесцент почнал да го учи хебрејскиот јазик и да го проучува Талмудот во едно од берлинските општински училишта. Тој 1915 година тој се потопувал во сите кабалистички дела што можел да ги најде, иако признал дека разбира многу малку. Иако ционизмот го довел јудаизмот во центарот на животот на младиот Гершом, тој никогаш на вистина не
инспирирал религиозно почитување, иако, како што кажува во својата автобиографија од Берлин до Јерусалим, додека бил адолесцент во Германија, се уште експериментирал со некоја форма на религиозно почитување, сепак во текот на целиот свој живот тој останал посветен секуларист, а секуларизмот одиграл важна улога во неговото толкување на еврејската историја и вклучувањето на еврејскиот мистицизам од научна гледна точка. Раздорот помеѓу Гершом Шолем и неговиот татко се зголеми додека тој отворено го критикува германскиот национализам и буржоаскиот начин на живот на својот татко. Овој конфликт помеѓу таткото и синот дошол до пресвртна точка по жестоката расправа околу престојното судење на неговиот постар брат Вернер, обвинет за предавство додека служил во германската војска во Првата светска војна. Татко му се налутил и го протерал Гершом од семејниот дом, давајќи му само 100 германски марки. Ова го принудило Гершом да најде други услови за живење и за собствено издржување во Берлин. Тој веќе се запознал со младиот сионист Залман Рубашов, кој подоцна станал Залман Шазар, третиот председател на државата Израел, и Залман Рубашов, тврдејќи, објаснувајќи му на Гершом Шолем дека ова протерување од дома го направило од негова гледна точка бегалец за ционизмот, го поканил да се смести во куќа во западната страна на Берлин, во која биле сместени бројни источноевропски и еврејски имигранти, од кои еден од нив бил Шмуел Јосеф Агнон, кој станува добитник на Нобеловата награда за литература, и многу од овие ционисти кои ги запознал Гершом Шолем во Берлин биле повозрастни од него и последователно ќе имаат важно влијание врз неговиот живот, особено по неговото емигрирање во британскиот мандат во Палестина во 1923 година. Инспириран од нивниот радикален ционизам и презир кон германскиот национализам, Гершом Шолем изразил силно противење на Првата светска војна, а последователно и на национализмот воопшто, верување кој го имал во текот на целиот свој живот и влијавал врз неговиот ционизам подосна. Не можејќи да избегне репутацијата по две одложувања, тој влегол во германската војска, каде што поминал само 2 месеци пред да биде отпуштен, и тогаш бил од страна на германската армија етикетиран како, цитирам, психопат привремено неспособен за должност. Потоа Гершом Шолем влегол во универзитетот во Берлин со интерес да студира математика, која продолжил да студира неколку семестри пред да одлучи дека нема доволно талент за успех. Околу 1917 година тој веќе решил да емигрира во британскиот мандат во Палестина и остатокот од неговото образование во Германија бил насочен кон таа цел. Во текот на тие години, приближно 1916-1917 година, го запознал филозофот Мартин Бугар и, што е уште поважно, Валтер Бенјамин, с кои ќе има длабоко влијание врз интелектуалната траекторија на Гершом Шолем. Како што било вообичаено меѓу младите студенти во Германија, Гершом Шолем посетувал бројни универзитети, значи не бил на едно место, и докторирал во Минхен. Неговата докторска дисертација била превод и анотирана верзија на една од првите кабалистички книги, книгата на просветлувањето, или на еврејски јазик Сефер Хабахер. Успешно е одбрал својата дисертација во 1922 година. По докторирањето Гершом Шолем е вложил целата своја енергија во својата имиграција и кон средината на септември 1923 година емигрирал за британскиот мандат во Палестина без никакви конкретни планови за тоа како ќе се издржува. Наврву по неговото пристигнување му била понудена позиција како библиотекар во хебрејскиот оддел на новоформираната национална библиотека, поврзана со она што ќе стане подоцна Хебрејски универзитет во Јерусалим. На таа позиција, како библиотекар, Гершом Шолем почнал да собира и да каталогизира стотици кабалистички ракописи за кои малкумина биле заинтересирани, а помалку можеле да ги прочитаат. Неговата кариера започнала во тој момент, иако не бил
назначен на факултетска позиција се 1933 година и подоцна се до пензионирањето бил на позиција професор во Хебрејскиот универзитет. И само малку ќе објаснам за ова што го проучува, односно тие основи на еврејскиот мистицизам. Тука имаме во 12 век концепција на сефироти, тоа се 10 точки, еманации. 10 сефироти, честопати преведени како еманации на Бога, се концепт развиен во еврејската кабалистичка теологија. Кабалистите го разбирале Бога како бесконечен и скриен, односно скриен за познавањето на човекот, како и очигледно присутен и се присутен во светот. И сега како може овие две работи да бидат вистините? Одговорот е преку сефиротите. Тие се веројатно најинновативниот и централен концепт во еврејскиот мистицизм. За кабалистите Господ е Ен Соф, термин што буквално значи без крај, а може да се преведи како бесконечност. Овој аспект на Бог нема физичка форма, нема пол, нема личност, нема недостатоци и значено за целите на разбирањето на сефирот, нема средства за интеракција со светот. Ова гледиште за Бога не се совпаѓа лесно со она библиска традиција од Стариот Завет, што му претходела. Господ од Библијата го создал светот и ја открил Тората на Синај, тој им зборувал на луѓето преку пророци и действувал активно во човечката историја. И сега спротивно на тоа, концептот Ен Соф, без крај и бесконечност, нема потреба од човечки суштества или од нивните жртви за комуникација од страна на човекот кон божественото, на добри дела или проучување на Тората, на Мојсиевото книжие. И сега како да се согласат овие две визии за Бога. Тука влегуваат во игра сефиротите. Сефиротите се еманации на Ен Соф, кои не се скриени, кои се откриени. Сефиротите, а не Ен Соф, го создаваат светот, комуницираат со човечките суштества, влијаат и се под влијание на човечките постапки. Сефиротите се мостот преку бездната, сврзнат од криво ткиво помеѓу бесконечниот Бог и конечниот свет. Тие се врската што возможува зачувување на апсолутното единство на Бога, а воедно зачувување на односот помеѓу Бог и човек. Сефиротите потоа може да се сметат за Божји примерни инструменти во светот, канали на божествената енергија. Многу метафори се употребени за да се разберат. Например, Ен Соф, бесконечноста е океанот, а сефиротите се каналите што ја носат неговата вода. Ен Соф е заслепувачка бела светлина, а сефиротите се призми што ја прекршуваат. Ен Соф е Божјата душа, а сефиротите се Божјото тело. Сите овие идеи имаат нешто заедничко. Сефиротите се мост до бесконечноста, до Ен Соф. Тие комуницираат со светот и завозват се под влијание на човечкото однесување. И сега постојат неколку шеми, а сефирот понекогаш имаат различни имиња, но е според еден општ список, значи има тоа се 10 точки или 10 сфери, еманации. Првата е Кетер, превод круна, тоа може да се преведи како да се објасни Божја возвишеност. Втората Хохма, мудрост, третата Бина, разум, четвртата Хесет, милост, петата Гевура или Дин, праведност, шестата Тиферет, убавина, седмата Нецах, победа, осмата Ход, слава, деветата Јесод, темел и десетата Малку, кралство, со тоа што тука и може како алтернативно, освен Малку, да се наречи Шехина, кој е Божето присуство во светот. Бог емитува, тоа се чисто како цитати, какви се тие, како се објаснуваат од разни еврејски извори, сефиротите. Бог емитува 10 сабови преку кои е создаден светот, наречени сефирот, кои се дел од Бога и создадени од Бога.
Овие садови се канали на светлина или вода, а тие се и светлина. Тие се Бог и од Бога, но не можат да го дефинираат Бога или да го ограничат Бога. Она што е вистински Бог е целосно надвор од овие описи, надвор од првата сефира, наречена кетар или круна, означена со терминот Ен Соф, без ограничување, без крај. За главната книга во еврејскиот мистицизам Зохар, која датира од средновековна Шпанија од втора половина на 13 век, за Зохарот суштинскиот аспект на овој свет е тоа што сефирот се еманираат во форма на вага за равнотежа, со центар десно и лево, што може да се представи како форма на триаголник или триада. Ова ја овозможувало на секоја сефира да сподели силата на создавањето со оние околу неа, така што ниту една нема да се распадне поради приливот на Божјата енергија. Секој од сефирот содржи во себе и елемент на сите други. Оваа фрактална структура е еден начин на кој сефирот се бесконечни или божествени во својата суштина. Продолжуваме, значи, освен овие 10 точки, уште една, која се нарекува во овие што ги пратив како испитани, уште една, кај што е во центарот точката даат или знаење, тоа е локацијата или мистичната состојба, каде што сите 10 сефироти во дрвото на животот се обединети како едно. Во продолжение имаме нешто општо за Ен Соф, значи Ен Соф представува еманатор на 10 сефироти, а сефиротите се еманации на енергија, еманации на енергија што се наоѓаат на кабалистичкото дрво на животот. Ен Соф ги еманира сефиротите во космичката утроба на Аин на начин што резултира со создадениот универзум. Редоследот на деволуција може да се опише како Аин, ништо, Ен Соф, бесконечност, Ор Айн Соф, бескрајна светлина, Цимцум, контракција или повлекување, и потоа сефирот. Следува еден сега она што ми било мене интересно при овие што гледам да го представам како некакви термини што ми биле мене интересни, тука стана збор за еден поинаков пристап кон проучувањето на еврејскиот мистицизам, тоа е од Исак Лури од 16 век, односно овој период. Имат, тоа се нарекува според Исак Лури луријанска кабала, која се заснова на 3 концепти: цимцум, што значи повлекување или контракција, шелират хакелим или кршење на садовите, и тикун, обновување. И сега Бог како бесконечен Ен Соф се повлекува во себе за да направи место за создавањето, не само да го направи место на создавањето, него да му остави простор на создаденото да расте, да се развива, кој се случува преку зрак светлина од бесконечното во ново обезбедениот простор. Нешто се конкретно за овој концепт од Луријанската кабала. Во митот за создавањето на древниот јудистички мистицизам, Бог го создава универзумот преку процес наречен цимцум, што на хеврејски јазик значи еден вид повлекување за да се овозможи постојање на друг како во нешто или некој друг. Јудистичката идеја за свет на слободна волја е длабоко вкоренета во овој концепт, во разбирањето дека при создавањето на животот Ен Соф или бесконечниот го покорил семокното, сеопфатно божествено присуство заради реализација на божествената волја дека постојат и други суштества. Нашиот свет тогаш е светиот простор што големиот дух ни го дал како дар, простор во кој можеме да бидеме што е можно подчовечки, божествени. Простор за грешки, за пат, за верување, за сомневање, за плачење, за смеење. Нашиот простор, создаден со едноставно движење на повлекување, скромниот чин на почитување на посебната реалност на другиот. Овој нов мит за создавањето што го создал
Исак Лурија во 16 век концентриран во тие три големи символи: цимцум или самоограничување на Бога, шегерат хакелин или кршење на съдовите, и тикун или хармонично корекција и поправање на недостатокот што дошол по светот. Ке продолжам со уште малку само приказни, значи сме со овие се некои најопшти представи. Духовно и материјалниот свет, раниот период на еврејски мистицизам, имал строго дуалистички поглед на нештата. Бог бил трансцендентен и горе, а додека создавањето било долу. Меѓутоа, помеѓу Бога и создавањето постојала непремослива бездна, иако 10 еманации, 10 сефироти откриваат скриената суштина на Бога во универзумот. Продолжуваме со ова што ни го дава, значи, концептот на Адам Кадмон, на хебрејски јазик примордијален, исконски човек, представува известна матрица на сефироти, која се пресликува на човечкото тело. Адам Кадмон или тело на светлината е тело составено од чиста Божја светлина, во која свеста на душата е свесна за постоењето на таа највисока светлина. Во Адам Кадмон се лоцирани изворите на еманација на сефиротите, па затоа е составен како мрежна структура на тие локации или извори. При крај на предавањето со уште две работи кои се мене што ми се интересни, како што ги објаснува Гершом Шолем во едно од неговите најзначени дела, главни токови на еврејскиот мистицизам. Според Гершом Шолем има една работа што е карактеристична за еврејскиот мистицизам визави мистицизмите на другите религии, е тоа маргинализацијата на жената. И сега Гершом Шолем го обяснил забележливиот антифеминистички став на еврејските кабалисти од минатите векови, се до современиот период. Гледано историски и метафизички, кабализмот представува машка доктрина која создаде мажи. Долгата историја на еврејскиот мистицизам не покажува апсолутно никаков траг на женско влијание. Немало жени кабалисти. Затоа на кабализмот му недостасува елементот на женските емоции, елемент кој одиграл многу значајна улога во развојот на нееврејскиот мистицизам. Чисто машкиот карактер на кабализмот не можел да биде условен од социјалната положба на еврејките, ниту со нивното исклучување од учењето на Талмудот. Схоластицизмот бил во подеднаква мерка подрачен на мажите, па сепак општествената положба на жените во исламот и во средновековното христијанство не ги спречило да одиграат важна улога како представнички, ако не и како теоретичарки на исламскиот и на христијанскиот мистицизам. Тешко би можел да се замисли, например, католичкиот мистицизам без жените, исклучително машкиот карактер за кој кабализмот платил висока цена, на тој начин бил поврзан со инхерентната склоност да истакне демонската природа на жената и на женските елементи на универзумот. Во рамките на кабалистичката символика, жената не ја представува особината на нежноста, туку на строгиот суд. Таквата символика доминира со кабалистичката литература од незините почетоци и несомнено представува составен дел на кабалистичката теологија. Според кабалистите, демонското представува изданот на женската сфера. Меѓутоа, таквиот став не повлекува со себе нужна негација ниту отфрлување на женскиот род. Впрочем, кабалистичката доктрина на Шехина, односно Божјата присутност во еврејскиот храм, во првиот и во вториот еврејски храм, во табернакулот, исто така Шехина, според еврејската традиција, е кога се појавува на место каде што 10 мажи евреи се молат во синагога или не во синагога. Сега, кабалистичката доктрина Шехина изложува од аспект на ортодоксната еврејска мисла крајно парадоксална идејата за женскиот елемент во самиот Бог и представува многу интересен проблем и за психолозите и за историчарите на религијата. Кабалистите се противставувале на било какво книжевно објавување на мистичното искуство, како и на тенденцијата за објективизација на истото, а сето тоа се особини кои лесно се врзуваат за машкиот карактер на движењето.
Впрочем, историјата на мистичната книжевност покажала дека жените биле меѓу најрепрезентативните представници на мистичната автобиографија и на субјективизмот во изразувањето на религиското искуство, и предавањето ќе го завршам со уште една тема, концептот на доброто и злото во еврејскиот мистицизам. Истата необична мешавина од мистични и митски елементи е содржана во толкувањето на природата на доброто и злото од страна на Зохарот. Античките христијанските и средновековните еврејски мистици го поставиле прашањето од каде доаѓа злото. За еврејскиот мистицизам, за кабалата, која покрај несомнената сличност на ставовите историски била поврзана со гностицизмот на некој начин, ова прашање било апсолутно фундаментално. Со оглед на тоа стануваме посвесно од кога било за разликата помеѓу религиозната и интелектуалната иницијатива во размислувањето. Јас со ова го завршувам предавањето и ви благодарам да го намирате, се надевам дека ќе развиеме некаква дискусија.